Бошава од Демократија за 2024 година. Тука е директорот, е нова земјата за. Добро вечер на сите. Ако по финансовиот извештај некој Бошава односно завршна сметка, може да кажем, значи, како претходната година, организационната поставеност на ЈКП Бошава е иста, значи имаме одделението за административни работи, одделението за водовод, канализација, пазари, градски гробишта и одделението за комунална хигиена, јавно зеленило и магазин. Значи, тука како прво треба да го напоменеме билансот на водоснабдување. Тука имате приказ на фактуриран износ на физички лица, фактуриран износ на правни лица и споредно на 23 и 24 година, како Демеркапија и сите други околни места кои што ги обслужуваме, тоест Прждево, Чифлик, Бистреници, Корешница и Дрен. Од самото може да приметиме дека скоро во сите места, освен во Прждево, имаме намалување на фактурираниот износ, тоест намалување на испорачаната количина на вода. Некаде кај физичките лица во Демеркапија имаме 2,51%, додека кај правните 7,39%. Така да, освен во село Прждево, тука имаме некоја по-големо покачување. Кај физичките лица во Чифлик имаме 7,72%, кај физички лица во Бистреници имаме 1% само покачување. Во Корешници имаме 7% намалување, додека во село Дрен не може да кажеме заради тоа што нема податоци за 23 година, пошто од 24 година почнуваме да го користиме, да го обслужуваме тоа село. Така да околу финансовиот резултат може да видиме тука дека имаме најголем дел тука и најголемо учество имат приходите од вода 9 милиона 930 196. Приходите од смет 5 милиона 752 и приходите од канализација 2 милиона 634 074. Приходите од одржување на јавно зеленило, приходите од одржување на јавна чистота. Како што може да видите, немаме споредбено, на не ги читаме сега сите детално, меѓу 2023 и 2024 имаме само по приходите од вода, имаме по-големо отстапување околу 9%. Кај приходите од одржување на јавно зеленило имаме тука разлика околу 650.515, але тоа се должи што оваа година 24 е комплетно фактурирано и програмата за јавно зеленило беше донесена на почеток на годината, а претходната година каснеше со 4 месеци, така да претходниот период не е 23-та, затоа самиот износ е по-малку. Така да нема некои по-големи отстапувања, така да вкупните приходи за 24 24 милиона 792 987. Околу расходната страна може да кажеме дека како и основниот потрошен материјал е земни делови кои што најмногу ги користиме, немаме тука некој големо отстапување од претходната година, значи 785.000, канцеларски материјали 75.000, средства за чистење и одржување 16.000. Ставката е добра, не ги читаме сите, само може да направиме тук компарација дека имаме по-голема разлика во електричната енергија 2024 и 2023, каде што само во Демеркапија имаме 1.331.608 разлика помеѓу 23 и 24. Значи, се вкупно, земено со селата каде што мислам пумпите не се на струја, имаме 1.456.700 денара разлика во по-голема сметка оваа година од претходната 23 година. И по-голем така, мислам, дел имаме околу разликата во платини се појавува тука, каде што 24-та сме имали 13 милиона 369 666, додека 23-та 11 милиона 830 089, значи милион и пол не се јавува тука разлика во разликата на плати. Така да околу разходите може тоа да кажеме дека 24 година расходната страна е 25 милиона 838 971. Така да при разлика од приходната и расходната страна оваа година комуналното предпријатие ЈКП Бошава е во загуба од 1.045.984.
Така да го имаме процентот тука на крај на наплата, кај што се движи од 80 до 85% некаде наплата и ќе правиме таки физички лица и тоа во редовен период, а додека кумулативно имаме и над 100% наплата. Така да по финансовиот извештај може тоа да кажам, има прашање. Благодаря се. Отварам разговор по седмата точка. Предлагам решение даване на согласност за финансовиот извештај по годишната сметка на Бошово 2024. Молам дали некој да разбор, да има прашања. Погледнете Дека е Бошово стало пак од извештај. Така да уведете по малку извештај дека некако многу голем оптимист. Како? Многу голем оптимист беше дека пак од извештај. Така дека Бошово ќе кажи напред, дека нема да има потреба од субвенции, така надолу и чистена така. За на крај да завршиме со загуба од 1.400.000. Тоа на кратко делува, тоа исто врху фудбалски селектор на Сомалија да се наделе кои се на светско првенство, на крајка ништо, али добро некој да стига оптимист, на крајка резултатот се гледа негативно. Ја би ве прашал конкретно во оваа табела 1 на 4-та страница во останатите приходи, што имате приходи што били на електронска опрема А.410 и тоа не е. Приходи од извршени военни активности 56.500. Што се тие приходи извршени военни активности? Приходи од извршени военни активности, тоа се околу делот кај што ги имаме во програмите за јавна чистота и военни активности кои се дават од страна на општината, што не се во самите овако точно во програмите, значи како дополнителни активности кои што се извршени од наша страна за услуги на општината. граѓаните предпоставувам. Како? Општината и на граѓаните предпоставувам. Не, на граѓаните не е наплаќано ништо оваа година како военни услуги не. Дали има друго прашање? Не, Ове, Јас имам прашање. Каков е овој надомест за водни услуги? Споредено со 23-та година е доста голема разлика. 24-23. Каде Шеста страна. Како? Шеста страна надомест вика за водни услуги, регулаторна комисија на гласение. Вака, значи, пошто надомест за водни нешто се имаме за водни услуги, регулаторна комисија. Значи, имаме секоја година регулаторна комисија, плаќаме само за околу извештаите што ги правиме. Тоа се значи тој износ од 4.849, а оваа година 44.837, тоа се тие 4.849 и 40.000, пошто ни оваа година ни заврши регулираниот период за барањето што ни е поднесено, фактички за решението што ни го изготвува регулаторна комисија за околу цените на услуги. За промовење на цената на волонтери. Да, тоа на секои 3 години, значи тоа решение се плаќа. Трошоци за лиценцирање. За какво лиценцирање става збор? Вака, оваа година, претходните години имаме ангажирано наборешен соработник, т.е. лице за управување со отпад. Заради тоа што кај нас во предпријатието немаме такво лице за управување со отпад, се полага тоа треба лиценца да се добие, а тоа ни го барат и инспекторите по животна средина и комуналните инспектори, така да оваа година од кај нас раководител што е на одделението за смет, полагаше за и добе лиценца, така да оваа година што нема потреба од сега понатаму за ангажирање на друго лице од што е лиценца што не е потребна за комуналното предпријатие. Како? Поправка на мотор. Не, тоа се поправка на моторка, поправка на косачки, тоа се различни услуги што се проведени. Дали поправка на моторка од 13 само за една моторка? Не, да, ние имаме една моторка, але тоа се поише ситуација, една моторка имаме се. Да.
48.000. Редностно съгласуване на побаруване. Защо се гласува това? Времето съгласуване на побаруване, останалите разходи. Това не може да сметководствено, това не може точно да ти кажем. Що е това? Знам дека около дело тамо сметководствено съгласуване тамо на побаруване, дали точно не може да ти кажем да... Що е? Не, моят дел не може да те десна. Има предлог решение за даване на съгласност за финансите по извършите по годишна сметка на Леката Бошева Комуникация за 2024 година остава на гласни. Това за предложеното предлог решение извършва много генерал. 5 гласа за, 5 против. 4 гласа против, няма въздържане. Осма точка на дневния ред. Решение за даване на съгласност на извършване за работението на Леката Бошева Комуникация за 2024 година. Извършва за работа на Леката Бошева за 24-та година. Тук може да ги спомени, мисля, може да се става тук делото по извършването за работене на водовод, дело за работене на отделението за смет, на пазар, гробища и за изкупуване и, мислям, и за извършването за реализиране на работата от двете програми, които ги имаме от страна на общината, които ще са доделени. Това е програмата за удържуване на явна чистота и програмата за удържуване на явно зеленило. Тук ви се по-детално опишание за всеко село, значи водоводните мрежи, канализационните мрежи, изпоръчана вода. По изпоръчана вода по сите села и по делегация, и то поделено и по правни лица, и по домакинства колко е. За всеко село колко е потрошен хлор, къде имаме колко дефекти отстранено на по-мали приключваци, къде имаме значи, на кухни инсталации, къде на разводна мрежа, така да около делът на водовод може, ако имате някакви прашения да поставите, да не го читаме цялото, доста е обемно, така да се табеларно ви се обяснете тук и запишем ли всичките дефекти. Около тук ви се стои и канализация. Градският пазар, знаем всички дека ни правува ЙКП Бошева, он се работи само един ден в сабота и то в период от 6:30 до 13 часов. Обемът на работа на пазарът е намален, така да в 2024 година има сключено само 3 договори с управни лица, които са стални и 6 договори с физически лица за издаване под закуп на продължно место на градския пазар, които са редовни, имат дневни договори и други лица, които идат от ден на ден. Така да около договори с направени с градския пазар се тия. Около гробищата ова година имаме, како ще видите и сами в финансовият извещай, около там добро освободени от ДДВ, това са значи гробищата, това са погребните места, които ще ги наплача ЙКП Бошева. Ова година, за разлика от 23-та година, имаме доста намален брой на погреби, така да някои по-големи работи тук няма що да кажем. 24-та година извършено се на 23 погреби. Около комуналната хигиена имаме направено, т.е. събирането на смет, това го изведуваме с две возила за събиране на смет. Сметът се депонира горе на депонията на Кош, което редовно се чисти на всеки 3 месеци и се отдържава. Значи има направено план на събиране на отпад, значи понеделник, вторник, среда, четвъртък, петък и до сега 90, може да кажем 99% се придържуваме към това да точно тия денови се събират
тия улици, не правим отстъпуване около това, освен това са държавни празници, това са неработни денове. Или когато има, например, някакви по-големи елементарни непогоди. Значи може да кажем, че 99% се реализира точно според датумите. И може за последната програма, мисля, програмата ще е явно зеленила. Това е програма, която ще ни беше определена от общината, с нека да се обслужат около 2 милиона 240 хиляди. Това тук ви са обяснете, значи са пишани ви са сите паркови, които имаме, които се върши на липотко, събиране на листия, събиране на травата, наводнуване и всички операции, които ще се вършат там. Самата програма е некъде около 70 до 80% оваа година реализирана. Исто така да може да се надовързиме и около годишният извещай за одржуване на явна чистота на територията на община Демиркапия. От Ивеларен приказ, значи имаме там основни работи, метене на явно прометните повършини, които ще ги имаме в самата програма всекидневно и основни, които ще ги имаме по улици метене и миени на улици еднъж месечно и някои подредени дворени работи, които би можели да произлизат от това работа. Около това програма може да кажем дека програмата е около 85%, мислям беше дека е изреализирана и изработена. Само за... Значи за трите други, добре? Благодаря за информацията. Отварям разправа по въпросната точка. За предно решението за даване на съгласност за изрещане за работата на помощна, даде някой да разбора. Колегите разходно сега. За мен е абсурдно да давам съгласно за изращане на работника на абсурдно. С негативни изращане, милионни нещо, како ще той изращане на работа. Откъде да почнеш и как да завършиш, абсурдно е да разправяш за изращане, когато ти си го работи. И то споко ми не се изращане. Я не го коментирам. Еди основно украшения, значи предприятието не е функционира. С загуба работи, не е таква, значи и двата годишни израща да разправя за да работи. Да давам съгласно за мен е абсурд. И за да не доклада. Кратко само да фирма спомня значи предприятието точно знаят как да го излогува тази загуба. Предприятието всеки ден, значи, како што кажа директора, извършва има работата. Си ги вършил своите работи. Така? Събирал сме. Си да го оставят тези работа. Така да, конкретно, сите това знаеме, по текста на минатите години на оваа година, защо произлегуват загубите на предприятието. Тие са две работи. Една малка проверка на първишката мотива да не рефлексираше. Ние видов не е видов всъщност на работението на явни комунални предприятия Боша в някакъв година и само дека немаше присъства, немаше вода за пива, да немаше истина на вода за пивите. Мислам дека минатиот совет баш беше присутен комуналниот инспектор, па ни објасна на што се доложи сето тоа. Така да мислам дека тоа не е нито до нас, нито до комуналното предприятие. Да, виж сила. Това ми нажели. Не знам. Дали някой друг прашане разговор? Кой е? Техничко прашање. Кој парк ви е именуван како аудиција? За кој парк се мисли? Викате паркот аудиција се извршени следните работи и е наведено што се е извршено. Мислам да видам страјата да може да презизирам. Явно заменува 2024 година опис на извършени активности.
което кръстим парк Албиция. Първата миналошка и сега Не знам, те са чеки. Напред мора да има парк Албиция тук. Запишено кои са се називи, що се дадени от смисъл от страна на оваква, на общината при програмата, която е правена. Няма тук уведел, няма обяснено това чущо. Не знам точно кои се води парк по нази Албиция. Течен хлор ще се проширя 320 литра за хвърляне на вода за пиене между това Станавра 2023 година. Това е податък за 23 и за 24 година. Не, той е грешно, не, това е 24 година фието. Решението за даване на съгласност по извеща за работението на Ирка Божия и Кабия за 2024 година за даване на база. Този раз продължава предлаганото решение на крайния рака. Я съм за. Против. 4 гласа против. Предлог 9 точка на днес. Предлог заключок за усвояване на годишен извещен заява 6-та когато демография за 2024 година. Това като годишно излизаш за дължуване на явна чистота на територия на община Вмика през 24-та година. Това е според програмата, която всяка година я носи общината за дължуване на община Демиркапия. И мисля, всяка година около нова година, с почет година месец, се случва договор и се между комуналното предприятие и общината, също програмата се реализира от наша страна. Така да тук основно се метене на явно-прометни повършини, които се всеки ден и метене на явно-прометни повършини, които се еднъж месечно и имаме миене на метене на паркинг простори, метене на площади и мостове и миене на явни повършини, които са предвидени по еднъж месечно. Според и рачно чистене на снег и мраз в зимски условия. Имаме отреден дел на ворени отдържувания, където прескава, що беше опрашено тук и кои са тия приходи, които бяха там на 50 идеи. Така да за около програмата на община Демиркапия предвидени се вкупно 1 651 дена, от които са реализирани около 75% оваа година от самата програма. 83% точно. И отделът тук на стажа и общо корисната работа, според закона за явна чистота, оваа година и предходните години, няколко години не сме много години, които се опитват на страна на полицията, как да идат на общо корисна работа. Една страна е користен можността да опрашва директора, защото има опрашва граждани, защото опрашва odnosno чистенето на язов канала, до чашията, значи от воденицата до кучета. Чия област е? На водостопанство са язовици на водостопанство, те не са наши ингеренции. На тикващо поле. Они обично всяка година пред пущането идат тук, пущат машина от наша страна, ние пущаме трактори и един допомогнат, али това е комплетно мигна обвързан си. Язовите и каналите, Демиркапия са на тикващо поле. Не са наша ингеренция. Поверя. Колеги, Збор, Аша, Яна. Демиркапия за 2024 година. Няма прашане, да запарам две предстои и решението за даване на съгласност за усвоюване на годишното израз за явна чистота от
10 точка на дневен ред. Предлог решение за давање на согласност на одлука за утврдување на цената на водата за пиење. Повелете, директоре. Ова година 25-та, фактично со завршеток на 24-та година ни заврши регулираниот период кој што го што имавме пред тоа 22-24-та. Значи законско обврскане на секои 3 години регулаторна комисија ни одредува цена на водата и цена на канализацијата. Со тоа што доколку не дојде до некои поголеми измени во и тази 3-годишна цена, доколку не дојде до некои поголеми отстапувања, до некои поголеми измени, како што беше пред една година со еден скок на струјата, кога ни побараа повторно да направиме нов бизнес план на еден начин за утврдување на тарифи за снабдување со вода. Така да оваа година од страна на Јако Бошов поднесени се податоците за нова година и имаме околу февруар месец ни излезе решението, новото решение за цените за 2025, 2026, 2027 година. Така да, според оваа година, просечните цени за 25-та година за вода за пиење излегува. Значи, тука прво регулаторна комисија ги дава просечните цени на вода за пиење, а потом ги дава, значи, според минимален и максимален износ ги дава како за домаќинства, така и за правни лица. Така да, решението кое што дадено од регулаторна комисија, што е дефинитивно решение, 25-та година изнесува 47,53 денари метар кубен, 26-та 42,48 денари метар кубен и 27-та 43,47 денари метар кубен. Со тоа што, значи, цената ки домаќинствата предложена од нивна страна минимален износ од 32,28 и максимален 34,17. 26-та 33,02 со 34,95 и 27-та 33,79, 35,76. Цена за правни лица 25-та 56,82 со 6,14, 26-та 58,12, 61, 51, 27-та 59,47 со 62,95. Со тоа што, значи, тука може да се оди со минималниот и максималниот износ, но мора да се оди во тој обсек. Така да, според оваа точка, мислам и оваа решение помина кај нас пред крај на надзорен одбор и на управен одбор и со одлука на управен одбор донесена е предлог цената, значи да се најде средина, кај цената за домаќинствата да биде 33, 25, 34, 26 со 35, 27 година. Ки правни лица 58, 25, 60, 26, 62, 27 година. Што значи тука во овој дел? Значи има кај физичките лица според моменталната цена од 4 денара покачување, а по 7 денара покачување кај правните лица. Со тоа што знатам кој ќе мислам како точка да продолжам дешно точка за одведување на урбани отпадни води, што тие двете си поврзани. Дали се согласни кои сметници да сакате поединечно да видим за водата? За водата нека остане човек поединечно. Може? Добро. Благодарам. Отварам расправа по 10-та точка, односно предлог решение за давање на согласност за утврдување на цената на водата за пиење. Дали да има разлог? Имате прашање кој директор, кој е президент? Да се кончи нещо да се сложи. Защо? Лани, кога ви продика регулаторната комисия дава цена от до, не гледа. Сега се поставим на това. Но, кога ви продика регулаторна дава цена от до, вие тук ще не гледате дека ви дава степен цена регулаторна комисия. Сега века не е така. Сега значи е добро. Дава табела да е минимален и максимален износ. Така да, само така да сугерираме това. Иначе регулаторната да, минималната и максималната цена, това управен надзорен одбор предлага цена, който да бъде. Дали некој друг бара втор? Цената за пиење
измерван отбор, предлог решението за даване на съгласност за одлуката за утвърдуване на цената на главата за пиене страна на НАСА. За предложение предлог решение мога да приемем. 5 гласа за, против, 3 гласа против, предложен. 11 точка на дневния ред. Предлог решение за даване на съгласност на одлуката за утвърдуване на цената на водоместото за отпадни води. Да, исто, самото решение се дава и за работа на комисията, че ги регулира и двете точки и значение на утвърдуване на тарифа за събиране и отведуване на урбани отпадни води за период от 2025 до 2027. Значи просечна цена, кайно, мислям, що е одобрена, за 25 изнесла 9,62 денара, 26 9,66, 27 10,07 денара, що би значило според случай на разпоредуване правни и физически лица. Значи 2025 година имаме от 7,03 до 7,54, 26 6,88 до 7,37, 27 7,18 до 7,67. Правните лица 25 13,37, 14,32, 26 13 76, 14 73 и 27 14 37, 15 34. Предлог цените, кои што помена на написано дадено съгласно на надзорен одбор и донесена одлука на управен одбор е 7,10 денари за домакинствата за 25-та, за 26-та 7,30, за 27-та 7,50. За правните лица 13,50 25-та, 14,26 и 27,15 денари. Шо значи дека според сегашната цена, която ни е на канализацията, физическите лица се намалува канализацията за скоро цял денар, а кај правните лица за денар и пол се намалува канализацията, цялата на канализация. Това да се сите тие факти, што допринесуват, заради тоа што канализацията днес няма пречиствателни станици, няма струя, така да около тој дел цената на канализацията е намалена, а цената на водата е со тие плюс 4 денара, заради тоа што има много трошок на струя. Настават по 11 точка. Решението за предлог решение за даване на съгласност за утвърдуване на цената на местната отбор, изключен Петерсов и предлог на страна на НАСА, това е за предлог решение за даване на съгласност на едногласно, Продължаваме с 15 точка на ред. Предлог за активностите на община Димитракия за ревитализация. Айде, приятно седем. Приятно викенд. Координиране на механизми в области за защита и спасуване за 2020 година. Тук чекаме. Ставаме общинската управа да елаборира. Ние вече след точка не е реш, но поднос на предлог програмата за активност на общата Димитракия за ревитализация по регулиране на кризи в областта на защита и спасуване за 2025 година. Така е определено. Да, не слушам. Ова програма, годишна програма, е в контекст на најавената инспекция от страна на Центъра за управление за кризи наредниот месец. И таа е еден дел од планската документација која што треба да поседуваме. Такви, овие програми почна пред 2-3 години да се донесува, значи како
општините и во неа се опфатени сите овие мерки активности што се преземаат за заштита и спасување, противопожарна заштита и справување со кризи кои представуваат активности од јавен интерес. Целите на ова годишна програма се покрај заштитата и спасувањето на материјалните добра на луѓето, животната средина, природните богатства и така натаму, исто така и организација на самата активност во делот на заштита и спасувањето и управувањето со кризи. Во активностите на програмата насочени се пред се за превентива на благовремено откривање на елементарните непогоди и настанување на пожари и други видови непогоди и соодветна организација за истите. Во делот на противопожарната заштита тука во активностите се предвидени и ангажирање на покрај територијалната противопожарна единица од Неготино, пошто кај нас немаме територијална противопожарна единица. Во тој дел е ставен акцент на обучување на доброволци, доброволното противопожарно друштво, така и волонтери и она што се нарекува сезонски пожарникари со цел да бидат во даден момент обучени пред се за пожари на отворен простор, шумски пожари, каде што во прв налет, во прва рака би действувале до доаѓање на овие на одговорите во случајот или пожарните единици или од дирекција за заштита и спасување, значи да помагаат во справување со пожари на отворен простор. Финансирањето на оваа програма е предвидено во буџетот на општината Капија, во ставката на противопожарна на ПП заштита, каде што се распоредени по точки, по ставки, сите овие трошоци што се предвидени да може да со кои што располагаме, за кои се може одредени активности да се предвидат и да се исполнат по некој начин. Тука би го нагласил поречите улога за вработените во општината за СОПП апарати, точно се договорихме со сервисерот што ги одржува нашите апарати. Скорото беа наполнати со нова дата, да речем, самите апарати, да направиме една облака текот на идниот месец, сите вработени, и тоа го имавме направено пред 2-3 години. Го имавме направено во старата општина таму, така да е доста полезно да секој од вработените проба со апаратот како се тракува, што е добра работа. Така да во идниот месец тоа што останатите работи не по потреба, добро е да се изврши обука. И исто така имаме предвидено и за учениците тука изработка на некои програмски содржини кои би можело да се презентираат во самото училиште. Добро, јас во интерес на времето не би должел многу, за да ја имате програмата. Јас сега баш ми го видно поле ових и грантов, особено на ситуација да се најавени контроли и така натаму, дури и по стамбени згради се проверува исправноста на гранти. Ние ќе одиме по таа работа, зашто говорили сме од среда веќе, собрахме голем дел од оние работи што некои не се во должност, меѓутоа како постапуваат другите општини, исто би го постапували и ние. Најголем дел од работите се консултираме со општина Кавадарци и другите општини, од среда ќе постапуваме. Веќе во внатрешно во општинските објекти голем дел од работите ги имаме проверени како делуваме исти. Сакам да апелирам од Централното градско фотографија има бензинска пумпа, која што за жал сега не е центар на Мирката, таму има многу подложници да се истакнат знакови за забрањето од пушење, што малку како цела да има
зборуваме за превенција, пошто е... Да, но тоа е обврска на самите правни лица, значи Да, тоа може се наложите како општина да става забраните од пушење, да го истакнат на видни места, на секаде околу бензинската. Дирекција за заштита спасување беше порано кој доаѓа нели Ленчето и Франка сега обавезно да е. Може ние да сугерираме до институциите, а иначе не можеме Не да можеме се да наложиме. И до празното лице кој што е собственик на објектот, во случајот бензинска пумпа, да постапат по однос на тоа и да истакне знаци за забрањето пушење секаде околу каде што е бензинска пумпа. Било добро знак превентивно делување за Имаш право. пошто центарот е така. Они се мора да бидат свесни, они имат и врска и они имат, рече при самото пуштање на бензинската пумпа, има контроли и дирекција за заштита и спасување, така да... Јас се Јасно. Нели тоа да не оставиме на свесност, нели? И ние како институција, нели, како општина да се събираме за да троши на крајот, нели, не да може да се случи нешто, одговорноста гледа како се случува. Да. Така да не е дошло до таму се... Да, имаш право. Во тој контекст ја би сакал да тука да кажам дека во делот на таа чек-листа што ни направи од инспекцијата од Центарот за управување со кризи, поскопи што ќе дојдат на 10 април. Од таа планска документација се имаме, освен ова програма што е повеќе не мислам сега, таа е последна во делот на планската програма. Се во друг дел што треба да контролираат, например имаме панични светла, ставивме сега овие шемата на објектот со план за евакуација, движење на луѓето што се вработените и затекнати во општината за нивна евакуација, значи хидрантската мрежа ни е добра, имаме 3 хидранти тука и така да тоа во тој дел сме, да речем, комплетни. Немаме ништо оноа што треба да имаме во општина. Исто така, они ќе бидат во контрола и во училиштето и во градинката. Значи, не се таму се најавени, така да и се координирани со градинката да имат се што треба да имат. А и редовно, баш со Младен го зборевме тоа негде околу пред 2,5-3 месеци, слушнавме на телевизија пред да се случува трагедија, значи за некои ПП апарати кои шуменувале по некои други градови, што се постари од 20 години, па на Младен баш му сугерирал дека тие не се вака да провериме сегде, Младен сегде провери и во општината и во училиштата, немаме така за среќа, Се во понадат. но од после се случи. Расправам се во на страната, повербе, што колеги светници, дали некои има прашање и некои идеи. Пошто некој друг нема збор, го заклучувам претресот по предлог програмата за активност на општина Бенеркапија за ревитализација по елиминирање на кризи во областа на заштита и спасување во 2020 година и се поставя гласање кој е за. Едногласно 9 гласа за, нема против, нема воздържани. Благодарам. Додаден на 14 точка изложување на барања од физички и правни лица. Имаме неколку барања од физички и правни лица.
Добро вечер. Добро вечер. Тук ми е присутен председател, така ли? Не, Не, Вашето звание во уметнички ръководител, Кузмир Кагинова. да. Издател Елмите Рисич. По сугерирање на колегата, пошто треба да напушти, да продолжиме да констатуваме поведност на барањето од Јета Бошава за тие бара помош од страна на Штената за покривање на нивните загуби од 1.170.000 и тоа е долг по однос на odnos na električne mere. Da raspravljamo po odnos na ova i da postavimo direktno na glasanje, беше директор предходно елаборираше по однос годишниот извештај за 2020 година за работници загуби и високи цени на струи и така. Пак треба да општината поведе господне Сева. Вели само тоа, да се покаже нешто се каже, барање, прашање, паќа, Да, се Само за Боша. Много малко фирма черта на Рушен Бошен, Боша е така малко. Меѓутоа, гледаме дека во текот на годините јавното ново предпријатие Боша работи со загуби и видите за тези загуби. Тука началникот јас реагирав и ласта година дека менеджерскиот тим да началник на локалните предпријатија кои се вие и во една прека да укажем се на самостојата не би функционира тоа што треба. И тоа не се случи во промена, не се случи промена, остана се истиот тим за ръководење на институциите. Надарекме се на денешната седница на совет точките што беа, не ни влезе надеж нити општинско основно длъжничко клучен делегат за својна годишна сметка, нити пак Бошка со негативниот извештај за функционирање и така натаму, но денешниот совет нити пак ова детска градинка. Така да, јас би апелирал дека тоа не може да се така тоа. И покрај такви или знаат да работат не може да се телефон предпријатие, или без да работат. Сепак е тоа ваша надležност. И сега, секој би можел да биде менеджер. Јас би сакал така да биде менеджер на која локално предпријатие тука. Не работам со загуба, ќе бидам, ќе покри општината, она ми е мајка, јас сум черка и прилично чак. Не е го ред да се расправа на оваква седница. Стари се опраш. Локалните функционери не функционираат. Кажи ми само едно предпријатие во државата, јавно комунално предпријатие, што е во добивка. Едно. Има платни програми, кои што се задржуваат и со кои што се увеличуваат. Не бе прашате тоа, значи, едно само, прашате едно комунално јавно предпријатие, од 80 конкурси, не знам дали има 5 кои се во позитивни едно за тоа. Јас не сум испражал новинар за да испражам кој како, јас гледам со како тоа. Или сум описал. Со зголемување на струјата, голем дел од јавните комунални предпријатија го доживеа овој крах. И не само тоа, не беше само тоа, што бевме дополнително оптеретување беше и минималната плата. Па да што не качува. Сега повторно ќе има покачување ако не се лажам на 2000, то повторно ќе дојде на удар на се зголемуваат расходите, а приходите стоат или пак се намалуваат за држава и се акумулираат овакви, се генерираат овакви загуби, кои што не гледам како поинаку би се средиле. Освен да испадне на терет на граѓаните, нема друго решение. Изгледа дека не беше граѓаните. Да по-добрите председавате, ама видовме са по-много за зголемување на влаката. Приходите се зголемуваат. Кои зголемување на влаката се зголемува и цената на влаката за пиење. Тоа е од сега че почна. Од
сега ќе почне со однегнената разликата меѓу одводните и како се вики сме немали. И водоводот е 1 денар, додека во другите општини значително е зголемена во некои. Да не зборуваме кој по 7, 8, 10 денари цената на водата. Кажа дека не е прекојатко реагирали до влада и до себе, како они пак ги препрашат кај општина да се оправи. Исто како имаше минимално Тоа регулатор на комисија за формирање цени. Не се да основачи, не. Добро. Одлуката за Воша ја ставам на гласање. Кој е за вака предложената сума да се покрие страна на општината, молам да крене рака. Кој е против? Благодарам, 5 гласа за, 4 гласа против. Сега, ќе извините што претходно. Јас се извинувам, може ли советнички прашања за тоа што веќе ме чекат 1 час? Секунда, погledajte, што вам се... Значи, Не е проблем апсолутно да. Погledajte, почитувани колеги светници, пошто дете ќе занесени на следната седмица, и поглед тоа што трагесен имаше инцидент, нали сте пати за, па требаше, ама добро. Сега да стигнем повторно на седмица. Прашање до началник. Ние предходно имаме можност да седнем и да разговараме по однос на цялата проблематика, по однос на се што е актуелно во тема опшен. Погledajte, пошто колешката не беше со нас, веројатно има прашање до началник. Да се наврзам до заштитата во катастрофата што ме знаете, се заинтересирав и отворив на интернет. Дали вече слушнав дека размислувате нели за контрола на објектите? Рекохте од среда. Вака, јас седевам во Праго и тоа е јавен податок што можев да го направам и да го видам. Во делот на катастар е услуги, отворив, ме интересира градоначалниче дали Била Марија има употребна дозвола за работа за примање на гости во хотелот и во ресторан. За тие згради ме интересира, затоа што кога го отворив на парцела, ми дава имотен лист за целата парцела. Но кога го отворив во делот на ресторанот и во делот на хотелот, не ми даде никаков имотен лист. И затоа, ако не дај Боже, нешто се случи таму, а знаеме дека Била Марија е позната тука и на сите ми е јасно тоа, кој ќе одговара? Да, вака се, значи, надлежноста на објекти изградени во културни, т.е. заштитени целини, не е на општината, како сте ме задали да знаете тоа е Министерство на транспорт и врски. Меѓутоа сепак, значи во заштитени зони, што е Била Марија. Меѓутоа, сепак, сите ќе бидат повикани од наша страна и треба да се проверат сите какви решенија имат употреба. Да, и исто така, booking.com, guest review се отвори во 2024 Била Марија, посетеност, споредив со Попова кула, затоа што не тоа се хотелите на Владимир Капија. Ме интересира туристичките такси. Колку туристички такси се од Попова кула, од Била Марија? Може ли да го добијам тој податок? Тоа во моментот не, меѓутоа секако во финансии со исплатата, не знам сега дали е месечно или тромесечно, може да го видим. Кога да го очекувам тој податок? Слободно, кога сакате, ќе ви даваме контакт од Евгенија, значи може... Што можам да го имам од страна на туристичките такси, кога сакате? Да, пошто тие влеват, реално влеват во како средства во општина Домир Капија и може да ги има. Инаку и на тој дел веќе ќе посветиме поголемо внимание, не само на хотелите, меѓутоа секако
некои на угостителските објекти, што се, како се вика, семејни бизнеси, т.е. издават и ние им вршиме категоризација, направена и комисија за тоа, и исто така ќе бидат под надзор и тие исти. Ќе се работеше уште од пред 2,5 години, Евгелија веќе некој софтвер прави за полесна и подобра контрола на туристичките такси за секој еден гостин што е во Демиркапија во туристичките објекти. Инаку исто така и туристичка такса ќе може да плаќат и овие што изнајмуваат, што имат станови на Booking и така да секој еден. Јас од Booking го видов тој податок, Да. се интересирам и видов. И затоа ме интересира според guest reviews, што се колку е тоа посетено, стварно ме заинтересира кој хотел колку има туристички такси и колку општините има финансови од тоа. Да. Ќе го видиме и тој податок го има, значи тие влегуваат на изводите во, како се вика, во општина Демиркапија. Исто така планирам да ви предложам сите средства што ќе бидат од туристички такси да се употребат во наредниот буџет во делот на развој на туризмот, плюс ако имаме некои приходи од општината, меѓутоа 100% од туристичките такси парите да се, како се вика, употребат пак во развој на туризмот. Ќе го очекувам тој податок. Изгледа, ќе ви дајме како се вика контактот од Евгенија, што модно прашкате да се... Било како приход и расход на ушење како советници, така да воопшто не е прашање за како треба. И ќе интересира и нас страната советници да видат како податок, што баш интересно да се знае. Добра. Други прашања противно градоначалникот или да го ослободуваме? Јас имам. Поведете, господин Тегов. Начално сакам да прашам за Дошница. Там нели секој продаден плац има рок кога треба да почне со градба. Да. И сега мислам дека овој рок е 6 месец оваа година. Не сум сигурен дали там многу плацови кои што ги знам јас немаат пристап до плацот, ниту го однесе материјал, ниту ако дали може тие рок да се одложи на некој време да им се разберат услови. За пристапни патишта не. Значи там беше најголем проблемот со роковите за градба, за неизградената канализација и водовод. Веќе е изградена. Имаме нешто со агенцијата, уште еден мал проблем, каде што веќе ќе почнеме со приклучоци и предавање на водоводот и канализацијата на јавно комунално предпријатие. Пристапните патишта се такви како што се во тоа излучко место. Те не можеме подобри во моментот да тоа. Да, знам како плац мора да има и пат да дојде до стигне плац. Има, како се вика, земјени патишта, мислам дека до сите плаци. И няма така мислам. До тие продадените. Нема баш али. Мислам дека голем дел има земјени патишта, да не имат. Али секако не асфалтиране. Ние до скоро време живееме во неасфалтирани улици и тоа е. Значи улицата може да биде само еден показател дека тоа уште не е направено. Иначе битни работи за продажба на плацовите се канализација и одвод најбитна работа. Исто така и пата, ама патиштата тие што не се земјените, мислам дека сега во моментот нема повеќе пари да туше исто. Да, ако се земјаните, тие земјаните има некои што немаат уопште ни со машина, ни со, не знам, трактор да стигне до плаца. Тоа го немаме видено, да ви кажам најискрено. Јас сум често там за тоа. Да, не знам за тоа, но... Нали имаше и работовите што истекувала ниво до сега имало и период Да, значи секој поединечен договор склучен беше во различен временски период и различни законски прописи беа важечки во тој период. Различен се секој договор, меѓутоа со закон, со измените на законот кои што беа донесени во 2015 година, се даде можност да сите оние кои што купиле градежно неизградено земјиште со неуредена комунална инфраструктура, значи водовод, канализација, им се даде можност да им достават барање за склучување на анекс договори, што рокот за изградба на објектот ќе започне да тече од моментот кога ќе се створат услови на комуналната инфраструктура. Дел од
делот тие купувачи имаат склучени анекс договори, меѓутоа не сите. И за некои се со договорни казни, каде што има секој доцнење и плаќање на договорна казна. Првите некаде тие од 2012 година не се со договорни казни. Меѓутоа во делот на одобрената за градба има исполнато обврски во делот на изградбата, значи тие рокови ќе ги известиме дополнително кога ќе ги почнеме, значи кога ќе предадеме водоводната и канализационата мрежа на ЈКП Бошава и од тој момент ќе почне да им течат роковите, меѓутоа пак ќе напоменам за оние кои што имаат склучен анекс договор. Затоа што на сите купувачи им беше доставено писмено известување во кој што беа опоменати и со напомена дека имаат можност и сите може да се склучат анекс на договор. Сега да началам ще да ви замолим ще 5 минути, пошто ова е отварање едно од медичкото друштво, кое што според мене тоа е гордост и уникатно, кое што добро работи и добро не интерпретира секаде, не представува секаде да што е створено. Со театарот најголеми амбасадор. Апсурд би сакал да го елаборирам моето барање по однос на носи и по однос на манифестација која што вече поведете господин Начи. Да, благодарам, почитувам председател на Столична општина Капија, почитувам началничи, советници на општина Капија, почитувам администрација. Јас во делот на излагањето за барањето на финансиската поддршка во делот по два основа на Кудмирка Гринова, ќе бидам краток, јасен и прецизен, со тоа што до вас како општина и како совет на општина Капија доставуваме сега за текот на годината по два основа на финансиска поддршка за делот од програмата за 2025 година, а тоа е дека како локална установа Дом на култура Мирка Гинова не е национална установа и комплетното финансирање не е во комплетност, во целост од страна на Министерството за култура и туризам, бидејќи она само како локални институции дел ги кофинансира. И затоа секогаш локалните институции имаат потреба од дополнителна поддршка од самите општини, за да може да се реализира целата годишна план и програма која што е зацртана за тековната 2025 година, а тоа е дека бидејќи апликациите кои што се до Министерство за култура доставени се за активностите на самиот кут и за концертните настани низ Македонија, за патувањата, за автобуските превози, дали со автобуси или со комби, во зависност од тоа во која структура се патува. Но Министерството за култура и туризам апсолутно не ги финансира апликациите за облековна структура, тоа е носија од оваа година, дури и националните установи, единствено само националната установа АНЕК за финансира. Се соочуваме со голем проблем, се дека не направат комплексна анализа на извештаите кои со колкав фонд на носи располага. Тоа е најава од Министерството за култура како следен чекор и тоа е многу во ред, бидејќи само така ќе се знае до каде е нивото на набавување на таа облековна структура. И за индивидуалните настани кои што се завршните концерти на сите ансамбли и друштва низ Македонија. Затоа во делот на носијата Мирка Гинова има аплицирано за создавање на 10 комплети од женска облековна структура од етничкиот дел Дебарца, тоа е Западна Македонија, етничкиот предел Железник, Копачија, со тоа што со набавувањето на ова носија ќе имаме можност во дел на репертоарските содржини да неколку кореографски содржини од регионот Западниот во иднина се покрие со истата носија, бидејќи тоа ни е намерата на репертоарот, секогаш да можеме да со една облековна структура покриеме поголем дел од репертоарот кој што има. И во делот на годишниот концерт е
официјално веќе се сработеното од активностите, од сите предвидени со одржини кои што се на Куд Мирка Гинова да го заклучиме со годишен концерт на самиот Куд. Затоа носијата за 10 облековни комплети е 238.927 денари, со тоа што 90% од облековната структура ќе биде во оригинална верзија. Останатиот дел кој што е поминимален како од марамите, од чамиите, од курбенот, ќе може да се направат реплики од оригиналите, бидејќи тие елементи ги нема во оригинална форма. И нормално носијата останува во собственост, тоа што следната година ќе се потрудиме да поднесиме исто и за машката носија, во зависност од тоа што Куд Мирка Гинова е доста оскудна со носија. Јас ова сум го кажувал на многу наврати и ќе мораме да се потрудиме, бидејќи Домот на културата во делот на фолклорната дејност точно знае секоја година, може да ги видите од минатата, од предминатата година, апликациите дека ги поднесуваме оние апликации само кои што ги дозволува Министерството за култура и туризам. Останатите основи кои што не ги финансира самото Министерство, мораме да ги бараме од општината и од буџетот на план и програма, како што голем дел од општините кои што се локални установи или се под локалната самоуправа, а не се како национална установа, се сочуваат со истиот спори проблем. Да секогаш бидат кратки во финансиите кои што им ги наделува Министерството, да мора да инициират и од општината. Со тоа што по националните установи комплетно од Министерството ги користат финансиите, со тоа што не можат да аплицират во општините. И само заради тоа барањето по овие два основи, а годишниот концерт е нормално. Годишен концерт кој што вклучува угостителски вакви услуги, а тоа е официјално после од завршувањето на годишниот концерт 150 деца да се обезбеди храна, пијалок, забава, нешто, орта и секоја штука, и останатиот дел е за 2 до 3 проби со оркестар и нормално кои што доаѓаат патните трошкови за да се покрие тој оркестар. Во делот на спецификацијата за носијата имате и самата спецификација, кои се содржините на елементите на самата носија и се надевам дека како и минатата година ќе имаме подршка и оваа година од вас како совет, како општина Емир Капија и дека резултатите се очигледни самото културно-уметничко друштво во делот на комплетната организација и менеджирањето на вобројности на наградите и учествата на фестивалите и наставните кои што се за Македонија. Така да мислам дека е повеќе од јасно дека финансите се искористени максимално рационално и затоа што е најпотребно и секогаш е потребно да биде така. Аз ви одговарам доколку имате нешто да прашате. Ја би сакал на крајот пак да има, за да имаме верба и вечна љубов, тоа совет и Куд Мирка Гинова, на крајот од сета и два извршена програма, во детали да ги објасните потрошените средства, еден извештај тотален, за да може и советниците, сите советници да бидат задоволни од таа работа. И за годишниот концерт и да не се направи грешка при набавката на носијата, тоа би сакал да биде. Врска со набавката на носијата, тоа не треба да оде преку тендер, каква е таа апликација? Во Македонија сега апликација за што? Вие аплицирате за носи, така како чурак? Ние аплицираме за финанси, кои што во Македонија имат неколку приватни вакво лица кои што само они ги изработуваат носиите за тргнувајќи од националната установа Танец, па се до културно-уметнички друштва. Ние кои ќе знаеме дека во Македонија имаме само еден човек кој што ги изработува пинците на игралците, вклучувајќи го исто и Танец, со тоа идиме до знаење дека
одредени луѓе им е дозволено од страна на Министерството за култура да изработуваат носи. Затоа што тој е процес кој што имат дозволи за откуп на оригинална носија, кој што по спецификација они ја поднесуваат до Министерство за култура, со тој еден начин на дополнителен како еден вид документ ата карнет, ајде да не кажеме за стока кој што се поседува во самите институции и увидот за да се виде носијата облековната структура е на лице место. Се набавува самата носија според определени фотографии на стручна литература и истата се компарира со веќе изработената или набавената носија во оригинална форма од сам перен. Значи, може да се случи лицата кои што ги изработуваат до некој дел репликите, каењето на скутините, изработката на марамите, но кошулите, клашните, дополнителните по-специфични елементи, се уште за некои си до 10 години ќе ги имаме на терен, после тоа нисто може да ги имаме на терен, затоа што мора да се најде начин да се изработуваат и самите они. Од кој ќе се набави носијата, како комплети, се запишува во влезна книга, се запишува во регистарска книга со регистарски број и има излезна книга, која што било каде да се изнесе и за потребите на Куд Митка Гинова, надвор од Домот на културата, мора со дата, со час, со слика, со фотографија да се запише како излезна роба и истата да се наведе дека на кој датум се враќа назад. Значи, има архиви документи по кои што може да се воде депото на носијата на... Прашањето беше повеќе како треба да се одлучи за да се купи, јас како што разбрав. Дали треба тендерам како што разбрав? Не треба да рече авторски договор. Авторски договор е, да, и олеснителна околност на секоја институција. Дали е национална установа, дали е локална, и тоа што авторски договор не е оден. Кратко и јасно да знаеме. Тоа ми беше и мене причината што прашав. Тоа не е на тема. Не оде, не. Така, да. Дали не сметате дека заедно да треба да биде со директорот на Домот на културата, за да го предложите да биде секој човек на случајот би по-добро да обясни тоа. Они се аматерско културно-уметничко друштво при Дом на култура. При Дом на култура. Аматери се сите. Ама при Дом на култура. Јас не ги сметам за аматери, но они се нешто измеѓу аматери и професионалци. Ама се они при Дом на култура. Јас си предложив на директорката да биде и она, но ме одби на некој начин, речи не ги познава доволно работите, за да може да ги објасни како целина, затоа што навлекуваме негативна контакција на первоначална контакта на се. Не. Друга работа да се реше, как да се набавя носи. Така ли со авторски договор? Тоа значи да склучувате договор со лице. Да. Дали веќе имате одредено, да сте се договорили со одредено лице или... Да, спецификацијата е... Они има да дела... Јас немам никаков документ. Да, има во барањето материјал, ја не сум прочитал ништо. Нити имам сума, нити имам извештај, нити немам ништо. Ово го слушам усно од вас. Дали е тоа така или не, јас не сум сигурен, дека немам ништо написано. Тоа, моето, требаше да бъде спремно, како точно дневен ред, да го разгледаме. Сега да видиме, да бидеме чисто транспарентни. Сметам дека ниједен од советите се тука не е против културно-уметничкото друштво да не ги носи, да си има своји носи, да напредува, да се сите наши деца, без разлика од Политичка партија, кои ги така направат. И сега ще даваме поддршка за таква работа. Меѓутоа, тоа треба да биде транспарентно. Апсолутно да, во самата спецификација. Колку е сумата за набавка на тие носи?
Сумата за набавка на носија е 238.927 денари, со тоа што со вклучен персонален данок, со тоа што од комплет испаѓа 18.000 денари. Од еден женски комплет на носија кој што вклучува некаде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 елементи во самата носија, според спецификацијата и истата се заклучува во документирана форма, со тоа што и минатата година од истиот автор е докомплетирана носија, но со Министерството за култура, додека има релацијата дека може да ги финансира Министерството за култура за набавка на носија. Добре, меѓутоа затоа што правите сега вие нас како совет и како советници не стават по шахмат позиција. Да или не? Добро. Затоа што јас сметам дека никој нема против. И сите сме за деца да имат и да ова. Меѓутоа вие доаѓате веќе со готово препремено барање, барате пари веќе не знаеме, немаме никаков допис, не знаеме што се случува. И сега вие доаѓате и ни кажувате некоја сума со платен персонален дан. Тоа значи дека одмah пред сте го избрале тој човек. Ние не знаеме како совет да одлучи да даваме пари, дали тој има лиценца, затоа што мора да има лиценца, за да склучите договор за авторски, бидејќи со авторски права. Така? Јасно, Не знам дали е само тој, може би има некој друг што ќе даде сума за 180 или за 230. Јас сум во делот на тоа дека долги години Министерството за култура ни укажува на лицата кај кои можеме да ги изработуваме носиите и во Неготино исто како национална установа, и во Неготино се набавуваат по истиот начин и постапка за набавка на носија. До Министерство за култура се испраќа само барањето како апликација со спецификација. Немаме ние против склучување на авторски договор. Значи, што ти склучуваш авторски договор, што некој што ти заботува, значи тој си има лиценца, авторски договор се склучуваш, не е проблем тоа. Разбирате? Проблемот е што тоа единствениот човек само тој, затоа што вие веќе ни давате сума од 238, викате платен персонален данок. Значи, вие веќе сте го одбрале, вие веќе сте се договорили, сте склучили договор готово, само дайте ги парите од сотот на општина и да ќе платите човек. Одмah пред сте го Не е склучен договор, не е склучен никаков договор, во се документи кои што Само истражување на пазар, како се движат цените и врз основа Цените. на тие цени, значи они увиделе дека таа цена е најмална. Па значи они стоат за тоа. Ако сакаш истражи ти Така да и продолжи најпоевтино. понатаму, да. ние со начинот на комуникација со лицата кои што изработуваат самата носија, цела Македонија со истите луѓе комуницира и ние веќе сите спецификации кои што ги бараме да ги аплицираме за набавка на носијата се тие тројца луѓе кои што циркулират низ цела Македонија и некако имат со работка малте, дури да не кажам, според региони, источен, западен, северен со јужен, во зависно од тоа, значи во континуитет се истите луѓе. Јас со работката со самиот автор па може да кажам дека е 15 години уназад за било какви ситни елементи, начини дополнување. Немаме официјален некаков хатоказ. Зора, може ли нешто? Апсолутно. Се извинувам аз. Нема. Дали беше пред седмица тука 15 минути? Пред да почне седмица. И што се збориш? Не, те прашам. Што коментирав? Јас што кажам дека никој Не, значи, не, ти секогаш, ама, значи, дали го прочитав барањето од Дом на култура? Дали го
прочитав, прашав, не дали го имаш, затоа што кажав дека е донесено денес, дали го прочитав барањето? Не слушна? Добро. Не е ни важно, ако треба време... Ако треба, ќе го ископирам, не е проблем. Значи, пренеска, ако имаше некој проблем, требаше да се каже, дајте ми го, да го... Значи, јас гласно и јасно го прочитав барањето, затоа што беше дополнително доставено пред да се пушта материјал. Не, јас те разбрав тебе. Само не знам ти зашто се правиш дека не се слушнал. Значи, сака после да добиме очев за тоа колку, како, значи колку кошулата, јас сега не сум стручен по однос на стручните називи на тоа, да добиме точен ценовник за тоа што 18.000 е комплетот. Да. Женски 18.000, нели, да добиме точност, да знаеме колку е профактура, фактура, не знам што веќе. Апсолутно. Како ќе влезе во финансија, во не фактура, За да можеме и ние да ги во известно, да знаеме дека тие пари што општината ќе ги издвојат. За секое одобрено барање од страна на Советот по тело на изготвувањето на одлуките и решенијата со кои се одобрени финансиски средства, посебно кога станува збор за набавки, за кои што одобруваме секогаш во еден дел од точките од решението или членовите на одлуката, било да е како фактот, ставаме доставување на извештај за оправданост на потрошените финансиски средства. Значи, освен на еднократна паричната помош на тие решенија, не се додаваат такви одредби. Меѓутоа, во делот кај што даваме, било на финансирање на финансиски спортски клубови и други, секогаш ставаме дополнително одредба каде што доставување на извештај за оправдување на потрошени финансиски средства. Кажете, поштувани следници, дали сакате допълнително време да разгледаме нешто, дали имате некаква допълнителна евентуална документација која што вие би можели да не донесете или пак да доставиме оваа на гласен, па после тоа би ни донеле оправдување за потрошените. Апсолутно, ние за тоа и сакаме во текот на почетокот на годината, за да можеме да имаме една јасна слика за евентуално од вторник, ние веќе најавиме кај авторот дека можеме да набавиме носијата со тоа што со директна комуникација, он ќе ни каже во рок од период од колку месеци, например 2 месеца или 45 дена или 6 дена или 90 дена, ќе се донесе комплетната носија, спакувана во професионални торби, каде што на лице место заедно со директорот и со дел од вас, кој што ќе се известиме, самата носија ќе се добие, на лице место ќе се архивира, ќе се отворат сите тие регистарски што се броеви за секој елемент и ќе се пише официјално во архивската книга на самиот Дом на култура и тука веќе така ќе се знае уште за еден месец веќе неколку пати кои ќе видите носијата на сцена, веќе ќе знаете според тие фотографии кои ќе се донесени, доминантни се некои бои, шари, везови, кои што ќе знаете дека вистински и самата што носија е тука веќе што е присутно. Тоа што оваа година на нас во националната установа ни дојде контрола и што ревизија, апсолутно ги поднесуваме, ги вадеме сите носи да ги видат на улиц според фотографијата и според тоа што се годините уназад финансирани како носија. И нормално инспекторката беше доволна, затоа што за прв пат ги виде тие влезни, што се регистарски книги, изгледни книги, дека точно се е евидентирано и се е достапно едноставно. Носијата не може да се скрие да е нешто, да кажем, гостителски услуги, поминале, оно ништо не може да се скрие, ама баш тој дел не може да се скрие. Чекај да го видиме начинот, дали сметате дека ќе треба до наредниот совет или не знам што, дали некој се брза. Јас не рекол така, јас се сложил да помогнем на курсите, да се одбиват и кога е постапката да се склуче. Меѓутоа, идејата беше позитивна и изгледа добро, да не биде овако. Јас тоа го спомнав. Прв им кажав. Јас сум и погодник секогаш за... Да биде дека по точка на некој нареден совет, беше се во една минута и окей,
Барањето. Барањето го става на власт. Кој е за вака предложението Барање од страна на културни Мирхевинова, много му хајра. Јас ви благодарам многу и стоам секогаш на располагање, сите се знаеме и се познаваме, поготово за дејноста и за начинот на самата работа. Со тоа што одвеќе побарам јавно, кога ви можеле, во текот на периодот до средината на април месец, сакам со вас советниците да направиме еден вореден состанок, заедно со градоначалникот, заедно со администрацијата со финанси, каде што сакаме да седиме, бидејќи сме веќе отпочнати у континуитет со подготовките за следната година, 2026, предна многу мала година, 70 години е јубилеј од постоењето на Мирхевинова. 80 години е од смртта и 1 век од раѓањето нејзино. Се е некако јубилеј, но и отпочнување, враќање на фолклорниот фестивал, меѓународниот фолклорен фестивал, кој што некогаш се одржувал во Димир Капија, како собор, за да можеме како иницијатива за целиот регион, од Гергелија до Прилеп, каква меѓународна фолклорна манифестација се уште нема ни една општина, за да можеме подетално да ви информирам кои се сите цели и задачи и обврски на самиот настан, за да остане, од 26-та, да остане во континуитет секоја следна година да се има една генерална култура или на одржување на тој фестивал, за да може сепак да го Мислам тогаш да го зборуваме сега, мислам дека и советниците си уморни. Апсолутно, јас само сакам ќе доставам барање до председателот и до градоначалникот, за да може во текот на април месец да се седиме да разговараме малце по-детално и по-сериозно, за да оформиме нешто и да имаме една стартна некаква генерална слика. Имате веќе отворена врата за програмата која што веќе спремате необходност на манифестацијата и која се носи и да не може да спремате точките така. Апсолутно. Седнали и би разговарале за тој фестивал кој што е убаво да се реализира и да видиме како што секој апсолутно во тие предвидена. Апсолутно, да. Убаво е во тие предвидена да добро видат. своето го завршуваме со една вака мала точка и Ви благодарам уште еднаш и на добрувањето на финансите и на подршката која нема максимално. Почитувани граѓани на нашата комуникација, почитувани советници, почитувани